Битола е голем стар град кој се наоѓа во југозападниот дел на Македонија. Градот е административен, културен, економски, индустријски, образовен и научен центар за тој дел од Македонија и е втор по големина град според бројот на жители. Градот е во подножјето на планината Баба во средишниот дел на Пелагониската котлина. Низ него тече реката Драгор. Се наоѓа на 14 километри северно од границата со Грција, на надморска височина од 615 метри. Во текот на историјата, во зависност од владетелите, градот Битола имал многу имиња. Словенскиот назив за градот Битола потекнува од зборот обител, кој за време на средниот век се користел за заедница на монаси, како фамилија, односно манастир. Името го добил по многуте манастири што се наоѓале во градот и во околината, а некои постојат и денес. Со текот на времето, гласото се исфрла во изговорот на зборот обител и името на градот се трансформира во Битола. Многу важни настани од македонската и балканската историја се случиле во Битола. Градот е граден, доградуван, рушен и повторно граден и надградуван уште од неговото прво населување во доцното бронзено доба. Потоа во хеленистичкиот период, па Римското царство, се до византиското време имал статус на град со висок степен на цивилизација. За време на Отоманската империја Битола имала дури 20 конзулати од разни европски земји. Во истиот период градот имал многу школи, меѓу другите и воена академија, која што ја посетувал и славниот турски реформатор Кемал Ататурк, таткото на турската нација кој завршил офицерска школа во Битола. Некои негови работи денес се чуваат во Битолскиот народен музеј. На крајот на 19 век бил толку силен град, што неговото население непрестајно растело и го надминало бројот на населението на Белград. Градот бил преполн со фабрики и фотографски дуќани. Во Битола се снимени првите фотографии и филмови, благодарејќи на браќата Манаки. Тоа било златното доба на градот. За жал, за време на балканските војни многу битки биле водени во околината на градот и самиот град, па многу материјални докази изгореле или биле потполно уништени. Широк сокак, официјалното име на улицата е Маршал Тито, позната и како Битолското корзо, е најфреквентната улица во Битола. Во почетокот била наменета за автомобили, меѓутоа денес исклучиво пешачка улица и вистинското срце на градот. Саат кулата не се знае точно кога е изградена. Се спомнува во пишани извори од 16 век, но не е утврдено со сигурност дали се работи за истата градба. Многумина веруваат дека е изградена во исто време со црквата Свети Димитрија Солунски, поточно 1830 година. Според легендата, кулата е изградена кога отоманските власти во градот, односно турците, поминале по сите околни села и собрале околу 60.000 јајца од кои што направиле малтер. Од смесата измешана со камења ја изградиле кулата, чии цврсти ѕидови стојат и денес неоштетени. Градот се наоѓа на римскиот пат Вија Егнација, каде што е и античкиот град Хераклеа Линкестис, кој што е древен град од римскиот период кој датира од средината на 4 век пред новата ера. Основан е од македонскиот крал Филип II. Градот бил развиен воено-стратешки центар на северозападната граница на тогашната македонска област Линкесида, денешно Битолско поле. Во периодот на вториот век пред нашата ера, кога Македонија станува римска провинција, Хераклеа станува силен економско-политички центар со свој постојан римски намесник и римска војска, што сведочи за Битола како центар на вечна моќ, цивилизација, култура и убавина која што е тука и денес.